Важно е да знаем за инуитите от Северен пол. Важно е да знаем за индианците от Северна и Южна Америка, за африканците и за азийците, за аборигените в далечната Австралия, а най-важно е да се сдружиме заедно, да помогнем да се удържи природната равнотежа. А како? Па ние ќе се грижиме за флората и фауната кај нас, а тие кај нив. Да има услови за риби, за растения, за водоземци, за влекачи, за инсекти и за птици и животни. Ние еден загрозен вид. Ние ова зима решивме да се погрижиме за птиците. Коралът има най-дълги крила 80 сантиметри. 10, 20, 30, 40, 5, 6, 7, 80. Еве волко му са дълги крила. Врабчето му са дълги крилата 25 сантиметра. Волко му са дълги на врабчето крила. На албатросът му са най-дълги крилята. 363 сантиметри. Колко е това? Сега ти ви кажа. 100, 80, 20. Ми трябва 60. 320, 30, 40, 50, 60.
От дълги от наорелът. Стои два пъти по-големи от наорелът. These are primary colors. These are natural colors. These are secondary colors. And these are shade of the colors. And these are exotic birds who can have so many colors. They're so colorful. Ова е цилиндър, ова е коцка, ова е хладър, ова е три страна пирамида, 4 страна пирамида, 3 страна призма, конус, топка, елипсоид и яйце. Обично, когато дървецът яде семки от шишарките, ги вади со силниот клон. И така човекот може да процени дека клука е дървецот. Во зима клука е дървецот останува во нашите краишта. Не, има дъва, ако има 325 птици, си отишла още 113, сега ќе ви кажам колко. Ева колко стана? 212 птици. Ако во едно јато имало 327 птици, а во друго имало 475, колку заедно сега ќе ви кажам. 7 плюс 5 е 12. Давам точка. 1 плюс 2 е 3, плюс 7 е 10.
1 плюс 3 е 4, плюс 4 е 8. Заедно биле 802. Пален, 39 неправилен, 23 неправилен, 48 пален, 51 неправилен, 92 пален, 125 неправилен, 380 пален. Имало едно дърво с 3 гранки. На тия 3 гранки стояле по 7 птички. Колко е това сега, ќе ви кажам? 7 плюс 7 плюс 7 плюс 7 е 14. И 14 плюс 7 еднакво е 21. Исто така може да се напише и вака. 3 точка 7 еднакво 21. Ова е инсект, ова е водено животно, ова е копнено животно, ова е птица, влекач, копнено животно, ова е копнено животно, ова е водено животно, ова е влекач, а ова е водосемец. Инсектите се безрапетници, водените животни и рибите се рапетеници, и птиците са рапетници, и влекачите са рапетници, и водосемците са рапетници, и животните са рапетници, и аз съм рапетник. Ова е яйцето на Ноев, а ова е яйцо от кокошка. Яйцето на Ноев е 20 пъти по-големо от на кокошката. Лъкайдравец. Стълб. Лъстовичка. Буф. Киви. Рапче. Кукавица. Гавран. Мисърка. Паун. Славече. Хей. Хубави. Фала. Хубави. Пресилните птици се викат пресилни, дека се преселуват. Кога е есен во Европа, одат на југ во Африка. И кога се враќат во Европа, кога растутат цвеќињата во пролет. Кога растутат цвеќињата, има храни за инсектите. А птиците се хранат со инсектите. Одат на север во Европа.
Животните се хранят с растенията. Водоземците се хранят с инсектите. Птиците се хранят с водоземците. Животните се хранят с птиците. Това се вика кланична изхрана. Природата секој на секому треба. Оста на пертовите на птиците зависи от това къде живее и со што се храни. Това се вика камуфлажа, еве сега ќе ни покажам. Мингото яде ракче, пертовите му се розаш. Папакалот се скрие кај црвените цвеќиња и што он яде семчиња. Птички се шарени, се камуфлират. Соколот и буфот се грабни, вика граба. Тие се хранат со мали животни и со помали птици. Човекот јаде жаби, ама тој е пресна птица. Патката и шетката, тие се домашни птици и што живеат во фарма. На фармата живеат и мисирката и гуската, исто таму има питон и кокошка. Паумот има шарени петли и кога девојката вика, прави па, а лошата мајка кукавица птица, таа ги отава јајцата и сјоди. И таа прави ку-ку-ку-ку. Постојат птици што летаат, постојат птици што не летаат. Птицата што сака што лета, многу ги вежбала крилата и успеала да лета. А тие птици што не летаат, тие пробувале да летаат и се откажале и фармерот ги чува нив и ги храни. Штркот е пресилна птица. Петелот е домашна птица. Орелот е грабљива птица. Пагалот е екзотична птица. Славичето е популна птица. Шарка е водена птица. Делови на јајцето се жолучка, воздушна комара, мембрана, лушпа, белка. Ако има во јајцето ембрион, ќе се развие пиле. Ако нема, нема да се развие. Надворешни органи на птицата се глава, тело, крила, опашка, оза и ганџи. Клун. Нозе. Врат.
Словесните птици се разликуват от денешните птици. Родените птици се разликуват от денешните птици. Научниците това го разбрали от фосилите. Птиците, кошките са шупливи, за да може да летат. Najpърво била микроорганизмите, а после се създали бестеродичници, а после се създали еропитници, а после растенията излезли на тъпната, от них се създал въздуха, а после била животинците. И после се създали млекачите, и после птиците и природната птичка. Мислам дека оваа плътка диносаурус е от телото на диносаурусот појде. Е фосил од диносаурус. Ella me lo hago que no sabe. Нашата колчичка за птици е готова. Аз мислям дека е добро за врапчето. Мислам дека е добро за врапчето. Аз мислам дека ќе може ластовичка да влезе. Добре, ластовичка за птици, дека кога ќе дојде зимата, дека ќе се вложи таму и ќе се стопли и нема да смрзне. Па нели ние се договорихме за птиците да се грижиме? Ова е месо од некоја птица. Не знам дали од петол, дали од кокошка. Еве сега ќе иземам, ќе го видам влакното.
и додека е од кокошко. Додека ја слушав музиката, си замислував како лебедите танцуваа во водата. Јас дека слушам музиката замислував како лебедите пливаат. Ја додека ја слушав музиката, ги слушав лебедите како тивко се пливаат. Јас додека ја слушав музиката и слушав лебедите кога се пливале да се зборувале. Јас мислев дека лебедите тивко зборувам не пливаат. Ја мислев како лебедите се исплашени. Јас мислев дека некој ги бркал лебедите и дошло некој лебед се спасил и тогаш дошол некој друг лебед и си ја нашла мајката. Јас мислам дека го слушав музиката, дека значи пливаше елегантно. Јас кога слушав музиката, слушнав дека лебедите се исплашиле и избегале. Јас слушав музиката колку тивко се зборувале. Јас замислувам како врнеше дожд и дуваше многу силен ветар. Јас мислев дека некој ги бркал. Ја замислив дека лебедите како среќни се пливале.
мексиканското знаме. Според легендата, змиите дошле много кај луѓето. Јорало дојде да ги спасе луѓето. Јорало со куното ги носел едно по едно во џунглите. Тоа решиле да го стави на мексиканското знаме. Ламинатото ги користеа традовите за пишување. Традовите се користат за обликата да се украси. Баш ми е убава идеята. Јас на Филип четеш камуфлирата птица. Ние во изворче Монтесори секој ден учиме нови работи, вежбаме и откриваме. Нашето мозоче секој ден се збрчкува, така стануваме попаметни и попаметни.